Откако се случи трагедијата, јас лично мислам дека десетина, можеби 2 недели немав храброст да зборам за работите, не затоа што нормално одговорноста беше на власта да ги амортизира, мислам, и да даде одговор на болката на народот и да пополни празнината која се случи во нашето општество, но мојата поента беше дека како млад пратеник во тој момент се чувствував поразено затоа што имавме ситуација каде што толкав број на млади животи беа одземени на еден начин грозоморен, каде што тие едноставно биле да се забавуваат, и тоа ни покажа дека во Македонија, независно дали одиме да се лечиме, дали одиме да се забавуваме, дали одиме да патуваме, да правиме најсекојдневни работи, едноставно баучот на смртта е надвиснат на сите граѓани заради пропустите на институциите. И откако се вклучи повторно политиката во целиот тој процес, кога почнаа пак политичките препирки, грозно беше да се слушне како власта не можеше да излезе од политичката култура која ја изградила, да свати дека народот бара одговорност, да свати дека во јавноста постои хистерија и страф за животите на нашите граѓани. Власта наместо да покаже државнички одговор, да ги смири страстите, да ја спласне хистеријата, да даде одговорност, да даде оставки таму каде што требаше, власта напротив отиде во насока на пресметување со политичките противници. Дополнително, како млад човек, за мене грозно беше што откако младите излегоа во реактивно организирање на нивните кампуси, на универзитетите поврзано со оваа трагедија, властите со нивните механизми, откако дел на млади животи беа одземани, на другите млади луѓе кои се осмелија да го кренат својот глас за било што, тие беа демонизирани, беа укјутувани и беа ставани етикети на нивниот гнев, бес и болка за изгубените пријатели, дечковци, девојки, роднини и така натаму. И од тогаш до денеска, сето што го гледаме од страната на власта е агресија, паника и амортизирање на нивната владеачка позиција. Не може да се види една инстанца каде што власта не застана прво да се одбрани себе, па потоа да дава одговори. И така почнува се од премиерот на оваа влада, па со неговите министри и на крај со неговите пратеници кои денеска воопшто не пронајдоа за сходно да присуствуваат на оваа комисија и да се отвори надзорна расправа за трагедијата во Кочани. Ако во првата фаза после случувањата ние баравме државнички одговор од власта како опозиција, сега веќе нема што да се бара, затоа што тој државнички одговор не ни го дадоа, немаат способност да го дадат, немаат капацитет и немаат волја да го дадат. Се што требаше власта да го направи, не го направи, туку напротив, сега се обелодени тоа што сите ние го знаеме. А тоа е дека за да се дојде на власт во Македонија, за да се задржи на власт во Македонија, треба да бидат нахранети сите коруптивни ланци во општеството. И ако имаме една партија, една власт која почива на таква корупција и криминал, тогаш се и очигледни резултатите кои можеме да ги очекуваме. Тогаш станува очигледно дека власта ќе ги заштити сите што може да ги заштити, за да не дозволи да се стесни кругот околу раководството кое е најодговорно за сиве овие пропусти. Оваа трагедија, ние сите знаеме, ова не беше несреќа, туку беше трагедија со потпис, со печат и со молчење. Молчење на институциите, чија основна задача беше да го санкционираат и да го оневозможат функционирањето на дискошталата. И пред нивни очи се случи трагедијата. И многу е наивно да мислиме дека ако во првата година на оваа власт се случила оваа трагедија, дека власта не може како целина да биде одговорна за трагедијата. Напротив, независно дали се 9 месеци, 8 месеци, 3 месеци,
политички коректно и на демократски принципи ќе беше потполна оставка на сите инстанции кои беа вмешани во ова. И сега веќе гледаме дека нема намера да се отворат прашањата на вистински начин. Предистрагата е помината. Пратениците од владачкото мнозинство ни велеа дека после предистрагата ќе бидат расположени да ги дискутираат сите теми. Еве, заврши. Каде се? Каде се пратениците на ВМРО ДПМН кои велеа дека треба да се испочитува предистрагата? Ги нема затоа што се што тие ветуваат лажат просто. И затоа веќе немаме време за чекање. Немаме време за чекање затоа што ВМРО ДПМН само купува време. Мицкоски купува само време. Затоа што најбитното е нешто за нив е да се отиде на локални избори и да продолжат шемите на баш овие градоначалници кои ги дозволуваат овие трагедии како нивниот градоначалник од Кочани. Баш за да дојдат исти вакви фаци кои ќе ги продолжат овие гнасни шеми на корупција кои на нас ги одзимаат со граѓани, пријатели и членови на семејството. И нема никаков слух. Нема никаков слух затоа што оваа влада нема намера да даде грижа за своите граѓани, туку да цвета криминалот уште дополнително. И сметам дека посебно откако беше интерпелацијата за министерот Тошковски и после сите состојби кои се случуваа со протестите во Кочани, веќе е евидентно дека не само што институционалната дебата ќе се гуши, туку ќе се гуши секој изблик на незадоволство со работите во врска со истрагата за Кочани. И не само тоа, туку ќе се гуши и болката на тие кои изгубиле своји најблиски. Се заплашуваат луѓето кои протестираат. Граѓанските движења кои се случија во овој период беа окарактеризирани на секој можен начин за да се дискредитираат. Зошто? Затоа што само Мицкоски и ВМРО ДПМН и владата имаат кредибилитет во ово општество. Тие што ни ги убиваат со граѓаните, само тие имаат кредибилитет. Сите други се пети колони, сите други се со задни намери, само владата која дозволи да ни се убијат со граѓани, само таа има кредибилитет. Епа ако има кредибилитет, бујрум на надзорна расправа. Ајде да ја направиме надзорната расправа и да ги отвориме сите карти. И да го направиме тоа веднаш. Затоа што сега сме дојдени до момент каде што родителите кои загубија деца се соочуваат со закани од поединци. А кои поединци може да се закануваат ако не тие чии интерес е ова да се преќути? И ова е страшно разочарувачки. Трето обид за надзорна расправа да не може да се случи заради негирањето на реалноста од страна на мнозинството. И уште колку пати координаторите на ВМРО, на ЗНАМ, на ВЛЕН, на кои да е, ќе ни кажуваат дека тие се спремни да дискутираме, спремни биле да дискутираме за се. Кога, бе, другари, сте спремни да дискутирате за се? Во тие зборови веќе никој не верува. Затоа што очигледно е дека нема намера за дискутирање, туку има намера да се спаси само главата на владата и неговите пријатели и соработници. Оваа трагедија нема да се премолчи, затоа што оваа трагедија мислам дека ја смени политичката реалност во Македонија за секогаш. Оваа трагедија беше последната капка која прелеа толеранцијата на овој народ. Овој народ кој беше толчен, кој беше угушен, кој беше отуѓен од своите чувства, пукна. И ово општество покажа дека има капацитет за емпатија и капацитет да побара одговорност. Но политичките представници не сакаат да ги дадат одговорите и да ја понесат одговорност. И во таа дискрепанца, каде што општеството сака едно, а властите даваат друго, мислам дека ќе се роди нова реалност која веќе нема да им дозволува на властите да ги затешкуваат работите. И тоа е мојата последна порака. Дека нивното отсуство денеска од оваа расправа нема да ја видоизмени реалноста. Нивното игнорирање на оваа тема нема да ја замени болката, ниту ќе ја стиша.
туку напротив ќе ја распламни, а не е поентата да се распламни. Не е поентата да се распламни. Поентата е да се задоволи правдата и да се проба да се пополни празнината која се случи после оваа трагедија. Очајно е што повторно владачките пратеници ги нема за ваква дискусија. Благодарам многу, председател.